По постигнатиот успех на документарниот филм Едена земја на фестивалот Санденс, каде освои 3 награди, првата затворена домашна проекција ќе биде на 12 и 13 март во Кино Милениум, а за пошироката јавност ќе биде прикажан на фестивалот Македокс. Целта на филмот е јакнење на свеста за зачувување на природата и фер искористување на природните ресурси. Фирмата што не застапува успеа да склучи договор со огромната компанија за дистрибуција на филм во Северна Америка, Неон, што се обврза да го дистрибуира филмот во кината низ цела Америка. Во договорот стои дека ќе имаме проекција во барем 15 градови, а бројката може да достигне до 30 градови и верувам дека ќе имаме милионска кинопублика, посочи Атанас Георгиев, продуцент и монтажер на Медена земја на пресконференција. Очекува наскоро да има резултати за кинодистрибуција и во Европа, што е, како што кажа, доста значајно за еден документарен филм. Филмот доби награди за најдобар документарен филм, најдобра кинематографија и специјално признание од жирито за влијание за промена. За пораката што сака да ја испрати овој филм, режисерката Тамара Котевска појасни дека проектот кој почнал како истражување на почетокот требало да биде краток документарец за зачувување на природата околу реката Брегалница, прераснал во вистинска човечка приказна што носи силна порака. Медена земја е филм снимен во распон од 3 години. Раскажува приказна за последната жена, одгледувач на диви пчели во Европа, која се обидува да ги спаси пчелите и природниот баланс во природата, кога семејството на номадски пчелари се населува на незината земја и ја загрозува екзистенцијата.